Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема посветена на глобалната и регионалната безбедност. Дали пронајденото оружје во близина на куќата на српскиот премиер Александар Вучич е обид за негова ликвидација и дестабилизирање на државата? Дали уфрлената терористичка група за време на изборите во Црна Гора го принуди Мило Ѓукановиќ да се повлече од позицијата премиер на Црна Гора? Состојбата на Блискиот Исток и предстојните американски избори во САД, колку сето ова влијае врз безбедноста и стабилноста на Република Македонија? На овие прашања во наредните 50 на минути ќе се обидеме да добиеме одговор од денешниот гостин, професор Златко Кесковски, безбедносен аналитичар. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така во студиото денеска мој гостин е професор Златко Кесковски, професор по безбедност и безбедносен аналитичар. Добар ден. Добар ден. Како што најавив преска, сакаме да, идејата ми е денеска во денешната емисија, да ги загатнеме некои од темите, безбедносните теми кои се случуваат и на глобално, и на регионално, и на локално ниво, а многу работи кои остануваат мистерија и необјаснети. Едно од моите први прашања секако, вие како експерт, како ја коментирате пронаоѓањето на експлозивот и оружјето во близина на семејната куќа на српскиот премиер Александар Вучич? Дали ова представува порака или обид за атентат врз него и со тоа дестабилизирање на Србија и регионот воопшто? Видите, прво, многу малку информација околу ова состојба има. Меѓутоа, во секој случај индикативно е тоа што навистина еден арсенал на оружје, и то високо квалитетно оружје, и блиндирано возило беше пронајдено во близина на резиденцијата на премиерот на Србија. Сега, дали се работи за група која што имала во план да изврши ликвидација, атентат, напад врз премиерот на Србија, тоа допрва мислам дека истрагата ќе го покаже. Меѓутоа, во секој случај, ако одиме од аспект на безбедносно гледиште, тогаш во секој случај коинциденциите се анулираат. Во безбедноста коинциденции не постојат, значи сите случаи се истражуваат сами за себе. Од тоа гледиште, ако е ова некаква припрема за атентат, односно за ликвидација или дестабилизација на личноста на премиерот на државата, тогаш секако се работи за аналитички гледано од два аспекти. Значи, секојаш за било каков напад на политичари имаме два аспекти. Или се политички, односно локално, регионално или политичко гледиште, или бизнес структура. Сега тоа веројатно истрагата ќе покаже. Секако дека во текот на случувањата во регионов поблиску би ги донеле, па и геостратешки гледано, геополитички ќе го доближиме повеќе кон политичките пораки кои што можда би требало да се гледаат. Бидејќи гледано глобално, светот е во една хаотична состојба. Од безбедносен аспект исто така една хаотична состојба. Хаотична и од аспект на филозофија, и од аспект на морал, и од аспект на економија, и од аспект секако на
на безбедносните прашања, односно структурите и ситуации кои што се случуваат на глобално ниво. Секако ние сме дел од тоа глобално ниво, меѓутоа како и се досега во историјата на стариот континент во Европа, центарот на збиднувањето или на интересите на големите сили, сакале ние или не, имале во предвид тоа или не, деградирајќи се самите како незначајни или не, Балканот е центар на случувањето, односно центар на судирот на интересите на големите сили. Тоа се моите следни прашања, но сепак би се вратил на овој настан. Не случајно ја почнав емисијата со токму овие случувања во Србија. На нив им предходеа апсењето во Црнагора за време на изборниот процес. Беа уапсени 20 на добро обучени лица, предводени од поранешниот шеф на српската жандармерија, несомнено една од елитните формации во безбедносниот систем на Србија, кои беа обвинети дека имаат задача да направат немир за време на изборниот процес во Црнагора, па дури се одеше дотаму дека имаат за цел да го киднапираат или да го ликвидираат премиерот Мило Ѓукановиќ. Сакав прашањето ми е откако беа уапсени тие лица и пронајдено големо количество на оружје и таа воена опрема, вие безбедносните експерти ги знаете кои се тие алатки, Мило Ѓукановиќ утредента изјави дека се повлекува од позицијата да формира нова влада. Дали можеби овие неговото повлекување и заканите за Вучиќ сакаат се некаков сигнал за регионот дека овдека нешто сепак се случува, а ние барем ова што можеме да видиме, не ни јасно што се случува. Значи, видите, Балканов е една интересна анекдота, ќе ви кажам, додека работев со председателот Трајковски, во една прилика му одговори вака, иако ние ги гледаме сите работи како течат секојдневно нормално, Балканов е идентично активен како и на филмовите на Джеймс Бонд. Шпионско место. Значи, во Балканот од секогаш се активностите такви. Ова е како представа некаква да имате како се случуваат сите работи. Иако многу луѓе или многу политичари сакаат да го деградираат тој момент, меѓутоа историјава назад и сите случувања на назад се го потврдува таа теза. Од друга страна, видите, во Црна Гора имате голема една, како да наречам, една дел од население кое што се себе си нарекува или се чувствува како српско население. Да, тука се некаде 50-50 да, така да, од друга страна, Мило Ѓукановиќ е човекот кој што ја оддели Црна Гора после многу долг временски период од Србија и во секој случај српското население таму се смета за девалвирано и деградирано и омаловажено во однос на црногорското и албанското население кој што му даде поддршка при оцепувањето на Црна Гора и мислам дека не би сакал да карикирам, меѓутоа во секој случај вака аналитички гледано можно е да има големо влијание и српската држава врз сите случувања во Црна Гора. Од друга страна, случувањата во Србија се идентично испреплетени како и во кај нас, значи како и во Република Македонија, би рекол со истите обити, истите системи, истите структури и така натаму. Разликата е во тоа што Србија недвосмислено се оддаде на една квалитетна, непрекинлива врска со Русија и отворена. Од друга, исто така во изминатиот период прецизно и децидно Вучиќ како премиер искажа дека Србија никогаш нема да аплицира за влез во алијансата, нели? А и од друга страна, ако има притисоци од страна на Европската унија околу косовското прашање, дека ќе ја повлече кандидатурата на приклучување кон Европска унија. Тоа е оној дел кој што нас како политички гледишта, односно патишта не раздвојува. Меѓутоа влијанијата, односно пробата или желбата на Русија за влијанието во Балканот се покажа после кризата на Крим. И после кримската криза дојдоа до една ситуација да извршат
подлабоко влијание, затоа што НАТО веќе дојде до ивицата, односно дојде до нивните граници. За да го спречат тоа влијание, тие се префрлија нели еден регион поназад, онаму кај што во овој момент има дупка во однос на НАТО влијанието, а дупката е Македонија, Србија и Босна. Овие три држави се како острово во Европската Унија во однос на НАТО алијансата визави руското влијание, нели? И тенденцијата, односно грешките би ги нарекол наназад на НАТО алијансата врз влијанието во Балканов и нашето прашање кое што не можеме никако, а секако и не сакаме да го решиме тоа прашањето со името. И бомбардирањето на Србија во 99-та година носат последици. Секако Република Српска, која што е еден огромен дел од босанската држава, се оној дел кај што НАТО има, но и го губи влијанието. Судирот е секако во рамките на интересите на глобалните интереси. Да, таму имавме референдум пред 2 недели. Да, јас не би рекол дека ова е некаква тенденција на внатре српските политички структури, па на најмаксимално радикално ниво би работеле на ликвидација на Вучич. Тоа секако дека има влијание на меѓународните фактори. Настаните се поврза Црна Гора, обидот, безбедносната закана кон Вучич, која секој ден добиваме нели информации дека и кај другиот стан во Белград има експлозиви, оружје, како да има некоја закана за атентат. Многумина велат дека Вучич може, не дај Боже, нели да заврши како нивниот премиер Џинџич кој беше ликвидиран 2003-та. Но во регионов како различни се многу се различни поидовните точки. Значи, ако го гледате ликвидацијата на Џинџич е сосем друга една линија. Прашањето ми е околу ова шаховска игра на големите. Москва се обидува да се врати на Балканот. Деновиве, не знам колку ги следите работите, нашите слушатели не знам колку знаат, деновиве во Црна Гора и во Србија паралелно се одвиваат две големи воени вежби. Во Србија едната е НАТО, другата е Русија. И прв пат од студената војна многу блиску, тоа се воени маневри. Многумина, не знам колку знаат, кога се прават воените вежби, тие се на некој начин покажување на сила, кој колку има. Интересно е дека во Србија, за да дообјаснам, во Србија пристигнаа руски и белоруски трупи, кои заедно со српската армија изведува воени вежби, а во исто време на неполни 100-200 километри во Црна Гора, 32 земји членки на НАТО, ми се чини дека и македонската армија има некои своји припадници, изведува НАТО воена вежба. А на средина е Косово. Да, а колку според ваша оценка тоа може дополнително да ги зголеми тензиите кои веќе ги имаме од Блискиот исток и за тоа ќе збориме подоцна, и колку тоа на некој начин е некоја порака на големите дека се заинтересирани за овој дел од Значи, видите, Србија е изгубена од НАТО алијансата, значи нема влијание, меѓутоа се уште има можности за влијание на западната политичка гарнитура врз политичките структури, активните политички структури во Србија. Меѓутоа, секако ако ги гледате анкетите од страна на српското население, кој да дојде на власт не би се дрзнал да го покрене тоа прашање околу, не знам какво почеток на членство, не знам ли за започнување на преговори за членство во НАТО од страна на Србија. Значи, тоа е невозможна мисија. Би рекол слична на невозможната мисија за промената на името во Македонија. Така да тоа е апсолвирано прашање во Србија. И приближувањето на Србија кон Русија, со една ваква Русија, значи ова Русија е многу поразлична од Русија која што нели наназад ја познаваме ние по распадот, односно Ева ќе се вратим уште поназад од почетокот на перестројката, нели? Значи во времето на Горбачов и подоцна на Елцин. Од Горбачов па Елцин и се до негде 2000-та, 2001 кога Путин доаѓа на... Значи во тие се добар еден период од 7-18 после чеченската војна практично. Да, тоа е една сосем друга Русија која што е застаната на стабилни нозе и демонстрира сила и од економски, и од енергетски, и од воен, и од дипломатски аспект. И амбициите политички да се врати суперсила. Сега вака ќе ви објаснам, значи историски гледано на назад, интересите во Балканов се судираат помеѓу Велика Британија и Германија.
Значи нивното влијание се кршело од секогаш. И почетокот и на Првата светска војна, меѓутоа и од текот на Втората светска војна, тие интереси се гледаат дека се накрснати. Значи со Балканов секогаш имали интереси да владеат или германците или британците. Меѓутоа секако после Советскиот сојуз, формирањето и загнувањето на истичниот блок, нормално и Русија има барање за свое влијание во поделбата на влијанието тогаш. Меѓутоа сега имаме една таква Русија која што бара влијание во регионот. Нормално е дека Русија тешко може да побара влијание во земјите членки на НАТО. Меѓутоа овие три држави, односно македонското население, српското население во Босна е таргет. Ако се вратиме наназад под председател на Америка пред некои 6 или 7 месеци, имаше една интересна изјава која што така мислам дека слушателите ќе се сетат, можеби и не, меѓутоа тој истакна една следна реченица: за жал Македонија и Балканот, односно и Србија, се наоѓаат на средина на огнот помеѓу влијанието на Западот и на Русија во овој момент. И вие ако имате судир на интересите, односно вие сте на средина на огнот, на унакрсниот оган, тогаш секако дека знаете што све може да има влијание овде, односно безбедносно гледано, кој што све не гази во овој момент на територија на Македонија, Косово, Србија, Босна и така натаму. Црна Гора е ранлива, јако е членка на НАТО. Црна Гора има огромен број на инвеститори од Русија и огромен имот на руски државјани во неа. Така да и таа една, јако е членка на НАТО, е многу нестабилна во. Што може би зголеми нервозата на одредени структури кои не го дуваа што Црна Гора сепак отиде да пристапи кон членство во НАТО алијансата, но за ова и за другите теми по краткиот рекламен блок. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме во студиото. Мој гостин денеска е професор Златко Кесковски, безбедносен аналитичар. Разговаравме околу интересите на големите, линијата на огнот на Балканот, но сведоци сме и дека за прв пат по студената војна двете суперсили и нивните воени капацитети САД и Русија се многу блиску конфронтирани, конкретно во Сирија. Дали може да стравува светот дека нивната близина и нивните воени капацитети, знаеме кој со што располага и кој колку е подготвен да ги употреби, може да дојде до некој посериозен глобален судир меѓу Москва и Вашингтон? Видите, не мислам дека во овој период што доаѓа дека тоа ќе се случи. Сепак имаме во вторник избори во Соединетите Американски држави и не верувам дека некој или актуелниот председател во моментот би презел било какви активности и действија, а од друга страна и Русија како сила нормално и таа не сака да види нити едните, нити другите се заинтересирани да има конфликт помеѓу себе, бидејќи во таква еден судир победник не може да има. Имајќи во први дека се двете суперсили. Ако не друго, нема да има на нивните територии, тоа ќе биде судир одвоен на некои нечиви територии, или ничиви територии, кај што ќе страдат некое население кој што нема никаква допирна точка со овие две сили. Меѓутоа, секако, ако ги следите и дуелите помеѓу Трамп и Клинтон, едно од актуелните прашања, нели? Во една прилика и тамо се дискутираше, беше кажано следно, дека борбата за Средниот исток, нели, за Блискиот исток, за Америка тоа Среден исток, нели, дека е изгубена во однос на влијанието на Русија. Нели, Русија прво влезе во Сирија, доби поддршка од Иран, кој што сега во овој момент се уствари фактори тамо на борба против она зло кое што е детектирано како општо светско зло. Западните сили во исто време
беа во една страна која што пак ги поддржува, нели? Да, тоа оние сакав да кои ве што се- прашам. Околу вооружениот судир, вие велите дека никој нема да влезе во директен судир, не на своја територија. Но вие безбедносните аналитичари веројатно ги гледате состојбите во Ирак и во Сирија. Во моментов, во ирачкиот град Мосул, тоа е втор по големина град во Ирак, има околу 3 милиона жители, Да, таму колку е што знам. директен судир помеѓу влијанијата. Директен судир, Помеѓу влијани. американците ги поддржуваат тие Бунтовниците, сили, да. а во исто време ги гаѓаат истите сили на 100 километри на сириска територија во градот Алепо. Да. Дали можеби веќе се одвива некој сериозен вооружен судир помеѓу, можеби не регуларните, но Да, сепак продолжените раце, ајде продолжен. да И речеме, дали е нели, тоа можеби бунтовниците тој и конфликт на сириската друга армија. територија? Дека жарот се чувствува е очигледно, се не е тоа распламтува само полека, сега. затоа го ми е прашањето. Меѓутоа имаме ние една ситуација која што мислам дека многу влијаеше врз односите на целиот овој регион, а тоа е пробата на симнување на на турскиот председател Ердоган од власт. Обидот за пуч. И то по моје мислење гледано е овака како ајде да речеме безбедносно гледиште, па дури од безбедносна научна точка многу може да се каже како голема грешка на западното влијание. Сега не треба и нема потреба зборуваме со ракавици, бидејќи веќе тоа е апсолвирано прашање дека дел од американските воени структури учествува во припремата на. Но не доволно успешно, очигледно, барем така изгледа. Меѓутоа видите со еден таков потек Америка малтене или НАТО изгуби еден сојузник кој што му беше традиционален. Веќе изминативе 50 нам години. Многу важно. 60 Би години. рекол, А многу од друга важно. страна Европа изгуби еден пријател кој што беше браник помеѓу арапскиот и европскиот свет. И се наоѓаше измеѓу нив и ја штитеше Европа од арапското влијание на секаков начин. Иако не е имуно, нели? То се Да, видовме дека не е имуно. Проблемите Меѓутоа, во се секој секојдневни. случај мислам дека еден катастрофален потек беше тој или избрзан или може би недоволно созреан, како да го то наречеме, иако имаат своје зошто и зошто би требало да биде во таа насока. Меѓутоа, во секој случај ќе се вратам назад на самиот почеток. Светов е во една хаотична состојба од сите аспекти, пред се од сите човечки, оние морални аспекти, и кој ќе ги вие изгубите во текот на животов или не ги следите основните човечки аспекти, тогаш се губит сите останати оние текови на живеењето кои што треба да ги следите. Истото се случува и на светски рамки во однос на државите. Значи, она почит која што помеѓу себе во текот на ладната војна се имала помеѓу себе, почитот кој што ги имали и безбедносните служби, начинот на дејствување на разузнавачките служби, сега го немате. Сега е во една разоткриена, директна, сурова, Без правила. Значи, она што се случи во секојдневно живење, разликата на живењето, да речеме, во 80-тите години, 70-тите, почеток на 90-тите години, во секојдневниот живот и комуникацијата на луѓето во секојдневниот живот е имплементирано од озгора надолу, не е имплементирано од оздола нагоре. Овие правила кои што не се почитуваат и не се следат на највисокото ниво се имплементираат и во секојдневно живење. Да речеме, во текот на историјата имало точно начини, правила како од прилика кои биле стандарди, а кои не биле стандарди. Нели, секој шпион не сакал да биде разоткриен. Денес е прво важно да се го изврши, дозна. а после тоа Да го дозна. така да таа хаотичност се пренесува и во односите и на глобално и на геостратешко ниво. Потезите кои што се прават, мислам дека не се стратешки,
не се стратешки, туку се моментални, стихийни и тие доведуваат до одредено решавање на ситуацијата. Слично како кризата во Куба. Кризата во Куба помеѓу Хрушчов и Кенеди е стихийна, не е стратешка. Беше на чекор до нова нуклеарна војна. Да, меѓутоа стихина. Значи не е стратешка и ако ги следите историските гледишта и документите кои што сега излегуваат на површина, ќе видите дека не е стратегија во прашање, него е се стихино решавање на некои проблеми кои што и стихино почнале да се случуваат. Меѓутоа, во моментот на судир веќе се повлекуваат двете страни затоа што е точно она што ви кажам, нема интерес да било кој од нив две влезе во директен судир. Истото се случи и сега. Дали, токму ми е следното прашање околу ова, дали е без план идејата и планот на Западот со мигрантите? Имено, имаме, неслучајно го споменав судирите во Мосул и во Алепо, се прогнозира, веројатно ви подобро знаете од мене, дека од кога се тоа ќе заврши, голем број на жители, луѓе ќе станат мигранти, ќе се обидат повторно по онаа рута да дојдат. Да, значи прашањето ми е дали може би тие терористи на Исламска држава, се вели дека у Мосул е заскриени главниот на Исламска држава Ал Багдади. Може би ќе се претопат во тие мигранти, ќе отидат утре во Европа и ќе се случува она што го гледавме изминативе месеци, напади во Париз, напади во Берлин. Вака ќе ви одговорам. Денеска има соопштение на FBI дека во 4 градови во Соединетите Американски држави се очекува да се извршат терористички напади од страна на Ал-Каеда во понеделник пред избори. Така да апропо терористичките. Затоа и ве прашувам, очигледно немаат план. Сега вака две работи сакам да ви одговорам. Прво, мојата теза и моето размислување или начин на анализирање околу безбедносната криза или судирот во Сирија и не решавањето на судирот во Сирија, по моје мислење е заедничко действување помеѓу Америка и Русија во однос на европското влијание во светски рамки. Значи, ние пред 3 години имавме на јака Европска унија, односно јако влијание на Европа, како колективитет, нели, Европската унија. Да, и во него членува држави кои има колонијални, нели беа, колонијални сили во тој дел. Меѓутоа, стабилна, јака и со јака надворешна политика, заедничка надворешна политика. И во еден момент во изминативе 2 години со почетокот на кризата ние видовме тотално разединување на Европската унија и во нејзиното влијание, меѓутоа интерно гледано сите држави почна поединечно да се однесуваат во сопствените интереси, не партиципирајќи во глобалните интереси на Европската унија. И тоа донесе до еден систем на СФРЈ. Значи, да речеме во раните 90-ти години, нели? Да, зашто сме ние се напуштија интересите на Сојузот визави личните, односно сопствените интереси на земите членки. И така и носеа решенија, така и не можеа да донесат решенија, бидејќи Европската унија е една голема административна бирократија, како да речам, аждаја која што е многу тешко да се покрене и тешко носи од брзи одлуки за време на кризи. Тоа ни е една од научните трудови кои што сме правили, нели, како Европската унија действува во принцип за време на кризи. Сега, ако големите две најголеми сили, двете најмоќни држави во светот со своите војни капацитети не можат да се справат со Исламската држава, која што брои 60-70 или, да речеме, карикират сите со бројките, меѓу 70 и 110.000 војници. Една мала територија. Просто невозможно и за неверување како не можат овие две суперсили да се справат со една група на луѓе, малтене за нивните капацитети група луѓе, и ако двете заедно се договорат, тоа би го решиле во рок од 24 сата. Да, меѓутоа ние гледаме дека они не можат да се договорат. Меѓутоа, тоа е индикативно, значи видите, во безбедноста не е се онака како што го гледате, нели?
Да. Исто како и во политиката, меѓутоа во сосем друг аспект. Значи, ја би ги гледал последиците, а последици се распад, малтене распад на Европската Унија. После тоа имаме последици во неслогласувањето, па имаме и Брексит. И една тенденција, нели, на континуирано незаедничко действување на Европската Унија. И ако го земеме во пред дека жариштето, односно почетокот или иницијалната каписла на сето тоа е бегалската криза, која се заканува да оди токму во оние држави кои се најранливи, како што е Германија. Точно Франција. затоа тоа, значи јас Сирија ја гледам како бактерија која што уствари една мајка на бактериите кој што навлегле во здравото ткиво Европска Унија и тоа почна да се распаѓа ткивото, заболено, инфектирано од бактерии кои што се продуцирани од овие две сили, од нивно влијание, реперкусиите се точно во Европска Унија, не се во нивниот регион. Морам да приметам дека сега ми доаѓа на памет, дека разговараме вашава теза, сакам да се потсетам и да ги потсетам слушателите и вие ќе се сетите дека до доаѓањето на Путин на власт во Москва, Русија имаше големи проблеми со Дагестан и Чеченија. Тоа се заборави, се затвори од еднашка прашање. Се затвори бидејќи ако гледате чеченската, видите чеченската армија која што е составена од борци кои што се припадници на исламската верска заедница, се најголемите следбеници на политиката на Путин. Тоа беше интересно затворање на безбедносно прашање, меѓутоа во секој случај со политички средства, нели, кои што очигледно успешно действува. А Франција денеска тоа не може да го направи. Не може, бидејќи основите се други. Сега таму е една сосем друга ситуација во Франција. Значи видите во Русија имате муслиманско население кое што е автохтоно. Во Франција немате автохтоно население. Тоа е население во последните 100 години кое што населено со од колониите, односно се донесени како малтене како робови тука. И то не е исто влијание. А француската држава и понатаму кон нив се однесува. Значи никогаш не може население кое што е робовско да ја сака, односно да чувствува како своја и да сака земјата кај што е донесен да робува. Визави некој кој што е роден тука. Би сакал да се вратам уште имаме уште толку минути на два можни, зборевме за едни глобални судири. Уште една, извини, ќе те прекинам, сакам да ви кажам дека во една линија на безбедносни струи дури се сомнева дека Ел Багдади постои како човек. Да. Значи ова е многу интересно, никој никогаш до сега ниту видел слика, за разлика од Осама знае. Бин Ладен кој беше познат и така да имате предвид дека сето тоа, видите, безбедноста во принцип јако е непопуларно, морам да го кажам, безбедноста во принцип мора да ги плаши оние со кои што збори, односно најчесто безбедносните служби, државните структури и апарати, оние кои што се на поневисоко ниво, безбедносните работници, своите газди или своите предпоставени, ако не е така, или да продуцира кризи, за да може да обстојува воопшто. Да, интересно е што кажувате, ке се вратам на моето искуство од следењето на тие настани. Знам дека постоеше Осама Бин Ладен, па го снима. Ал Багдади е некако на слика како поранешниот, ако се сеќаваш, лидер на талибанците, Мула Мухамед Омар, кој беше, ние можевме новинарите што ги следиме овие настани, да видиме една слика како е заокружен човек со она муслиманска одора и толку. И добивме информација скоро дека умрел. И после неговата смрт се појави Ал Багдади кој се шпекулира дека може би е измислена личност. Па сега видите, после убиството и тоа е во наводници на лидерот на Ал-Каеда, се појави прво сите оние кои што учествувале во таа ликвидација, нели, на Осама Бин Ладен, сите мистериозно се морнаричките фоки кои ја направија. Сите мистериозно се загинати, меѓутоа сега дојдоа до една
се доаѓа до една анализа, односно длабока анализа со научни истражувања од аспект на IT технологијата, дека во суштина Осама Бин Ладен и не е тој. Сите добро знаеме дека лидери од таков ранг и карактер имаат своји двојници и дека истото тоа следи нели од погибијата на Хитлер па се до денеска И се коментираше неговото погребување дека е фрлен во море, по муслимански обичаи, а се прашуваше кои се тоа муслимански обичаи да те фрлат во море. Но така да не е свет така како што би сакал да се вратам на уште две теми за во рамките на емисијата. Во целава оваа можност од судир на суперсилите САД и Русија, сепак мора да се земе улогата на Турција. Последниве денови сме сведоци дека Турција, освен што безбедносно вие рековте дека е на некој начин тампон зона помеѓу исламот и истокот со Европа и Западот, се вмешува воено, односно има подготвено не знам колку илјади трупи кои треба да се вмешаат да влезат во Мосул, за да се пресметаат со курдите кои се од друга страна Русија. Да. Мене ме интересира, ирачката влада изјави дека нема да дозволи преминување на турските трупи и дека ќе дојде до вооружен конфликт. Тоа не е многу далеко од Македонија. Колку евентуален регионален конфликт, сега би рекол, бидејќи Турција е многу блиску до Македонија, може да направи импликации безбедности врз регионот, пред се на Балканот, Грција, Македонија, Србија, Бугарија. Турција е Балкан, нели? За тој азијски дел на Турција. Па добро, има и европски. Да, од друга страна видите и то прашање треба Има многу турско население во овој дел од светот, затоа и прашувам, овде имаме и во Македонија турско население. Не знам колку и слушателите се упатени со курдското прашање, нели? Курдското прашање е многу интересно. Значи, прво во Ирак постои курдска држава, која што ја дозволија да постои. Имаше Мосул таму, градот Мосул е таму. Да, сега, и воопшто Турција немаше против постоењето на таа некаква курдска држава. Меѓутоа, истите амбиции се јавија и во Сирија, и ако дојдеше до една ситуација во Сирија тогаш ќе имаше соединување и ќе тргнеше кон соединување и на турскиот дел од Курдистан, условно, односно подоцна и на иранскиот дел, да им кажеме на слушателите дека 22 милиона курди немаат држава. Да, на 30 од прилика тоа се некои податоци со кои али во секој случај што е интересно? Интересно е тоа што во овој момент Турција и Русија се во страшно добри односи. А во судирот во Сирија се на различни страни. Значи во Сирија курдските сили се со со Асад, со владата на Асад. Турција и САД се против режимот на Асад. Точно ги поддржуваат бунтовниците контра овие интереси, а од друга страна САД и Турција се во едни заладени односи, а Турција и Русија се во... Значи, мислам дека тука Турција се вмеша точно од овие лични интереси. За да го искористи моментот да се пресмета со некои проблеми кои смета дека... Па нели од своји лични интереси, додека Русија и Америка имаат глобални. Да, и колку тоа све може да влие врз нашата безбедност, тука би сакал само кратко. Па видите, ја не мислам дека ќе се прелет некаков судир. Мене ме плаши евентуалната дестабилизација на Турција. Значи, токму тоа ми е прашањето. Мене не ме сирискиот судир е едно жариште кое што секако видите 80-тите години на истата територија беше жариште Ирак и Иран. Иран има војна повеќе. И 10 години. Па и Кипар претходно кога направија турците инвазија. Дестабилизацијата на Турција не би значило само Македонија, дестабилизацијата на Турција може да значи дестабилизација на Европа комплетно. На Евроазија ми се чини. Бидејќи тука пак ќе ви кажам, оној браник помеѓу арапскиот свет и европскиот свет и стариот континент е точно браник од Русија во Турција. Во Турција имате и внатрешно две сили, традиционално исламски и модерни сили проевропски, кои што и тоа од секогаш е тоа така, значи не е во моментов, тоа е од секогаш така. Кои превладале?
во моментов преовладуваат тие на постарите, значи визави силите на Ататурк, да речеме, Да, бидејќи се на власт исламисти предводени од актуелниот председател Меѓутоа една Ердоган. таква дестабилизација, значи еве денеска имаме апсење тамо на 11-12 пратеници, нели? Да, курдски пратеници. Значи Турција од една јака и стабилна држава во последниот период прерасна во Фактор на страшно дестабилизирање. нестабилна. И за крај на емисијата и уште одна неизбежното прашање. Во вторник имаме председателски избори Да. во САД, го имаме републиканскиот Трамп и имаме демократката Клинтон. Ваше мислење, кој е подобар и што точно ќе донесе евентуалната победа на Трамп за регионот и за светот кој пред малку го оценивте дека е ваков каков што е, и што би донело доаѓањето на поранешната прва дама па актуелен шеф на дипломатијата, ако доколку стане најмокната барем политичка фигура во светот. Кратко, што мислите, што е подобро за светот, па и за нас како Република Македонија, кој да биде председател во САД? Прво вака да изразговаравме добро за регионот, ние Македонија малку ја чепнавме. А Македонија имат во последниот период односно од осамостојувањето до денес, меѓутоа денеска визави она кој што ви го кажав со насилниот пристап, систем и начин на действување на разузнавачките служби и на нивните пипци, без разлика тие разузнавачките служби не мора да се директни, може да се индиректни преку различни пипци своји организации, вакви или онакви. Па и поединци вакви и онакви. Во Македонија ова влијание кое што го гледаме во Србија е многу подлабоко во Македонија и подлабоко навлезено институционално, би рекол, значи во подлабоките структури на општеството. Предизвика политичка криза. Која што трае и која што не знаеме дали ќе има политичка завршница, се уште сме во таа криза. Која што по моје мислење е продуцирана од надвор, значи ова криза не е продуцирана внатрешно, а криза е продуцирана надвор со некакви интереси кои што ќе видиме на кратко какви ќе излезат. Од аспект на моменталната, нели, моменталните избори во Америка, ако ги гледаме локално, значи од нашите интереси, републиканците се секогаш поблизу до македонската некаква кауза, би рекол, а и македонската кауза во Америка, значи иселениците наши се 90% Даваат подршка на републиканците. На републиканците традиционално, визави нашите интереси и би рекол и српските интереси се тука и црногорските и така натаму се би рекол поблиски до демократите, албанското и грчкото лоби, кое што е многу блиско до демократската партија. Ако од тие два аспекти ги слезите долу, односно од таму ги донесите тука, Каква политика ги автоматски ќе ги видите и интересите и влијанијата кои што би можеле да се случат, иако на глобално ниво Америка многу не ги менува политиките, меѓутоа во еден момент враќа назад, значи она што Буш го направи, да речеме, во 2008 година и така натаму, иако сме сведоци дека во 2001 година беше Буш, меѓутоа ние имавме пак некакво, нели, тешко влијание. Колку Трамп го познава видите, Балканот. не можете вие да чекате, видите, Трамп има во секој случај втора жена која што е од словенските племиња, да речеме, ајде, првата беше чехиња, втората е словенкиња, меѓутоа во секој случај вика дека е голем љубител на овој регион овде. Од друга страна е демократ, републиканец и ние секако дека можда не би рекле дека Трамп е идеалниот за да биде на наша страна, меѓутоа многу подобар од Клинтон кога би Кој дошла. видовме, нели, таа администрација што направи. И сега безбедносно, видите, Америка ако сакала Македонија да не постои, до сега немаше да постои и тоа треба да е го јасно сите да го знаат дека постоењето на македонска држава до ден денес е заслуга на стабилноста и на политиката на Америка, И поддршката која ужива. која што досега имаме. Така да без разлика дали биле во тој момент демократи или републиканци, ние како држава нити мојме, нити ќе се распадне во периодот што доаѓа. Меѓутоа националните интереси, веќе се тие сосем други прашања, кај што ние влегуваме во ние глобални интереси на Америка и тогаш сме многу мали.
Верувам, јас можда некој ќе ме критикуваат, можда не заради ставовите на одредени контрадиктори или контраверзни ставови на Трамп, меѓутоа го сакам Трамп поради една сосем друга линија на негово гледиште и действување, кое што е нормално конзервативно, а од друга страна сметам дека ќе биде подобар за македонските национални интереси и смирување воопшто, по моје мислење, на целокупната состојба во светов или барем избалансирање на односите помеѓу овие 3 или 4 главни водечки сили, бидејќи Кина не ја чепнавме. Кина е во развој која што во изминатиот период мислам дека ќе има една од клучните улоги во целото суштинско геостратешко и геополитичко действување во светот. Ќе ги следиме состојбите на сите можни полиња кои денеска во оваа емисија ги отворивме. Изборите се во вторник, веројатно ќе ги следиме заедно. Да. Ви благодарам за денешното учество во мојата емисија. Благодарам и вам. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија, сабота, 5 ноември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.